ДДВ. А во наредните минути ќе подсетиме за еден од најгорливите проблеми не само на македонската, туку и на глобалните економии, а тоа е невработеноста. Македонија својата независност ја прогласи со стапка на невработеност од 30,2% и во првата деценија од самостојноста стапката на невработеност беше во постојан пораст, постигнувајќи ги високите 36% во 1997 година. До 2001 година, иако се забележуваше намалување, стапката на невработеност никако не го преминуваше психолошкиот праг од високите 30%. Во периодот од 2002 до 2006 година стапката на невработеност дури и се искачи за дополнителни 7% поени, па така во 2005 година изнесуваше рекордни 37,3%, што представува највисока стапка на невработеност откако Македонија прогласи својата независност. Во периодот од 2006 година до денес невработеноста е во постојан пат и за една деценија истата се стопи за 10%. Па така, ако во 2006 година стапката на невработеност изнесуваше обесхрабрувачки 36%, во 2013 година таа го поминува психолошкиот праг од 30% и за прв пат од осамостојувањето изнесува 28,6%. За во првиот квартал од 2016 година државната статистика да изброи рекордна стапка на невработеност од 24,5%. Вработувањето пред се должи на бројните мерки за вработување кои беа реализирани изминатава деценија, како и на политиката за привлекување на странски инвестиции во голем број на градови низ земјава. А токму за странските инвестиции, за отварањето на нови фабрики, но и на нови економски зони, ќе анализираме во отвореното студио со директорот на технолошко-индустријските развојни зони Виктор Мизо. Почнуваме за кратко, останете со нас. Да ви честитам, слободна, суверена и самостојна Македонија!